Рама еднаш ги собра и во Македонија се појави тиранската платформа, што ќе биде од новата средба останува само да чекаме. Вторник во Тирана на заедничка маса со Еди Рама повторно ќе седнат лидерите на албанските партии од Македонија, а теми за разговор ќе има многу, смета аналитичарот Агим Јонус. Една од нив сигурно ќе бидат и уставните измени, за кои албанскиот политички блок најверојатно ќе има еден ист заеднички став, а тоа ќе биде нивно изгласување по секоја цена. Кога последен пат беше таква една средба, испадна таа така наречена платформа, тиранска платформа. Каква платформа ќе испадне овој пат не се знае, меѓутоа зацртани се целите. Што значи уставните измени, евроинтеграциите, соработката на тоа ниво и така натаму. Мислам дека за албанците не е проблем, дека и они и онака без друго, без да им каже Рама ќе го гласаат сето тоа. Според Јонус, овие средби веќе стана традиција, а тема на разговор таму е состојбата на албанците во целиот регион, Косово, Албанија, но и западниот дел од Македонија. Вели разговорите ќе бидат сериозни, албанските лидери од државава не биле повикани само на обичен ручек. Тоа е една веќе почна да биде установена традиција да се собираат и да се види кој, каде, што и каква политика тера, а апропо еден заеднички дух кој владе и кој што е неодминлив во албанското политичко ткиво. Што значи тоа? Тоа значи само дека можеме да очекуваме нешто оваа година, а што ќе го знаеме после таа средба. Не мислам дека се викнати на кебапчиња и не мислам дека се викнати на обичен ручек. Албанските медиуми објавија дека на оваа средба поканети биле првите луѓе на ДУИ, Али Ахмети на Алијанса за албанците, Арбен Таравари, на Беса, Билал Касами, како и на ДПА и Алтернатива, Мендух Тачи и Африм Гаши. Од партиите на Ахмети и Таравари го потврдија своето присуство, додека останува непознато дали во Тирана ќе заминат Касами и Гаши.